Да, во ова информативно издание на телевизија Нова, мој гостин во ова линковско вклучување е Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје. Добро вечер и ви благодарам за одвоеното време. Кажете ми како ова загадување се манифестира кај граѓаните? Па, ова зимско загадување, бидејќи имаме и летно загадување на воздухот, се манифестира уште подрастично, затоа што е комбинирано со ниски температури, затоа што е комбинирано со појава на вируси, иначе и грипот, затоа што е за жал комбинирано и со намален имунитет на голем дел од популацијата, посебно осетливите групи население, а една од причините за тој намален имунитет е веќе долгогодишна изложеност на високо аерозагадување. Тоа допринесува за полнење на амбулантите и за полнење на болниците, посебно од страна на децата, значи околу 50% од нивниот морбидитет во болниците е поврзан со белите дробови, со затнување на белите дробови, со намалени витален капацитет на белите дробови, значи намалени дишни функции. А исто така, колку што гледаме од денешните информации, околу 20-25.000 посети на доктор има неделно во овој зимски период. Голем дел е поврзан како со вирусите, така и со аерозагадувањето. Локалните власти веќе најавија дел од мерките кои што може на некој начин да го намалат аерозагадувањето. Кој според вас би дале брзи резултати и кој најдобро би се исполнило на терен? Па, наивно е да се очекуваат брзи резултати. Сите оние кои што се бават со оваа проблематика знаат дека аерозагадувањето бара долгогодишни интервенции за да дојде до намалување на значајно намалување на овие изворедно високи концентрации кои што ние ги имаме во нашите градови. Како и да е, ние во сред сезона повторно зборуваме за мерки, значи јас не очекувам дека некои мерки драматично ќе подобрат. Овие мерки кои што и сите граѓани веќе ги знаат и ги зборуваат, можат делумно да го намалат загадувањето, рестрикцијата на возилата, дали ќе биде пар не пар, дали ќе биде комплетна рестрикција, посебно во централниот дел на градот, задолжително беспрекорно одржување на хигиена на улиците заради таа прашина, максимална контрола редовна на оние мали загадувачи и на оние места за градба кои што ги има безброј во градот, кои што ги фактички затворија коридорите за проветрување и околу затоплувањето не може да очекуваме преку ноќ, така да повеќе сум за тоа да покрај овие итни мерки кои што велам за некој процент ќе го намалат загадувањето, оние системски мерки, каде што ќе дојде до комплетна гасификација, каде што ќе дојде до замена на горивото на државно ниво, каде што ќе дојде до забрана на возила кои што се постари од Евро 4, значи и кои што ќе има максимална контрола на издувните гасови од возилата и секако дисциплината на граѓаните во однос на користењето на возилата се мерки каде што ќе треба безмалку уште сега да се прави. Ја мислам дека Скопје и другите градови веќе од почетокот на грејната сезона мора да функционираат под хитни вонредни мерки, значи посебен тип на функционирање во зимскиот период. Да не дојде во ситуација да ги чекаме метеоролошките услови како сега, кои што го намалуваат аерозагадувањето. Има ли култура македонскиот народ лично да ги спроведе овие мерки, не само да бидат презентирани? Да, значи потребна е култура, потребна е посветеност, потребни се и средства, нели, во ова. Она што од граѓаните се бара, тоа е повеќе културата и свесноста, затоа што ова некритично користење на возилата некако се добија впечаток како да тие мислат дека нив нема да им се одрази. За жал, меѓу заболените, а подоцна и меѓу смртните случаи или хронично болни, има добар дел од граѓани кои што веројатно не сакаат да се откажат од тој комодитет. На повисоко ниво, на локално и на централно ниво, тука треба посветеност, тука треба стручни лица кои што ќе знаат како да се намали загадувањето и секако ќе треба буџетите да бидат фокусирани кон аерозагадувањето. Тоа е топ проблем на целата држава во овој период. Имаме ли други некои методи да пресликаме од соседството, од регионот? Не мора да одиме далеко. Еве Сараево за 2 дена го намали загадувањето со мерката пар не пар. Па јас реков дека намалувањето пар не пар ќе дојде до намалување на загадувањето, можеби не толку драстично, мора да земеме предвид дека во Скопје имаме и природен феномен на слабо проветрување, циркулација на ветерот, на една температурна инверзија која што го притиска воздухот. Меѓутоа тие мерки секако дека ќе помогнат во најмала рака ќе почне да паѓа ова аерозагадување. Од другите региони не знам дека има некој револуционарен програм кој што веднаш истата година помага. Меѓутоа има бројни градови и во западот, па дури и во азијските земји кои што се рекордери по аерозагадувањето, каде што системско примена на мерките од сите овие сектори кои што ги спомнавме можат за неколку години да доведат до оние норми кои што ги бара Европската унија, не дај Боже да дојдеме и до мерките кои што ги бара Светска здравствена организација кои што се уште построги. Ви благодарам за гостувањето.